Почитувани, борбата против коронавирусот немаше да биде возможна без лекарите и медицинскиот персонал. Тоа се луѓето кои деноноќно ги ставаат своите животи на ризик за да спасат друг живот. Од почетокот на оваа криза па досега има такви кои што често поминуваат и по 24 часа во болниците. Не зимаат веднаш 14 дена изолација како некои. Лекарите се тие кои се достојни на предизвикот на ова немило искушение кое што не најдува денеска. Сепак затоа и власта која треба да им обезбеди средства и услови за работа. Загрижува фактот што над 17% од вкупниот број на заразени во Македонија се лекари и медицински персонал. Имаме најголем број на заразени, најголем процент на заразен медицински персонал во регионот. Заразени се заради тоа што не се соодветно опремени, немаат доволно информации, не се целосно обучени за начинот на кој што треба опремата да се користи. Недостасува и опрема спрема препораките за различни нивоа на ризик. Недостасуваат информации и обука за соодветно користење на опремата. Многу често, лекарите и медицинскиот персонал се оставени сами на себе да се снабдуваат со заштитна опрема. Срамно и недозволиво е да се очекува дека луѓето кои го изложуваат својот живот, животот на своите блиски на ризик, сами да треба да си купуваат опрема за работа. Во услови на пандемија, заштитната опрема е задолжителна и таа треба да биде обезбедена од институцијата, да биде обезбедена од Министерството за здравство. Денес нема и не смее да има друг поголем приоритет за Филипче од здравјето на лекарите и медицинскиот персонал. Се друго треба да остави на страна. Дополнително, за ваков голем процент на заразени медицински работници потребна е одговорност. Министерот за здравство и неговите директори и раководители потребно е да објаснат зошто и како тоа се случува, да дадат одговори. Не смее да дозволиме да ни се случи сценарио во кој здравствените работници ќе бидат загрозени. Потребно е директорите и раководителите, ДСЗИ, да се покажат на нивото на задачата. Потребно е лекарската комора да покаже дека постои. Кажавме и ќе повториме повторно. Бараме итно да се обезбеди фонд од 10 милиони евра за централизирана набавка на опрема за лекарите, маски со соодветен стандард FFP2 или 3, ракавици, скафандери и се она што е неопходно за да можат да се справат со ова што не снајде. Заради тоа што постои ризик лекарите да бидат дополнително загрозени во оваа корона криза. Лекарите не се биро за јавни набавки, тие не треба да се опремуваат сами после целодневната работа да трчаат по заштитна опрема. Само заштитени и соодветно опремени медицинските лица можат ефикасно да се справат со корона кризата. Надменоста и неприфаќањето на предлозите само ќе не донесе до нови проблеми, до нови заболени лекари, медицински сестри и болничари. Неконтролираниот раст на заболени здравствени работници ќе не доведе до ситуација да се намали капацитетот на здравствениот систем и неможност за соодветно да се справиме со кризата. Наместо празни телевидео пресконференции, Филипче треба да превземе чекори и веднаш да ги заштити колегите. Ви благодарам на вниманието.